Почитувани гледачи, добро вечер. И вечерва сте на највистинската фреквенција, емисијата во потрага по вистинскиот збор. Ние продолжуваме да ги бараме вистинските зборови, овој пат со еден редок и почитуван автор, Владо Јаневски. Владо Јаневски ни доаѓа од Сидне, Австралија, инаку е нашинец, роден во прострање Кичевско, па има живеено еден одреден период во Велмевци, тука во близина, соседно село на прострање, па потоа во Битола, каде што завршува гимназија, доаѓа во Скопје, дипломира на Технолошкиот факултет и всушност тогаш почнува да се занимава со пишување и веднаш освојува награди за расказ на редакцијата на студентскиот весник, студентски збор, која подоцна му објавува и прва книга со раскази. Владо, најпрвен да те прашам, колку време сега сте заедно со сопругата, твојата сопруга Емилија Тодорова во Македонија? Најпрвен благодарам за поканата да бидам на убаво место. Се надевам ќе ги најдеме вистинските зборови и ќе се чуеме и ќе си кажеме за нас. Да, ќе промоабетиме. Да, ќе промоабетиме. Инаку за да го одговорам прашањето, би требало да биде околу 35 години до сега во Австралија. А овде сега колку денови сте од кога дојдовте? Обично доаѓаме во Македонија секоја година. Знам дека доаѓате. Да, и тоа е прилика околу месец дена остануваме во Македонија. Да. И се ближи ли датумот за одење? Се ближи. За жал, како и за се друго, било каде да си, било што да правиш, има одредено време само кога си присутен таму, потоа треба да замениш некаде. Во случајов заминуваме на 13 мај и не јуни. 13 јуни, да. Добро. На 13 јуни фактички се работи за патување. За патување. Патувањето, дел Македонија беше дел од тоа патување, каде што станавме месеци, потоа продолжуваме за други дестинации. Сега сакам веднаш да прашам. Знам дека сте вие големи патувачи и ти и сопругата, дека речиси нема земја и континент каде што не сте биле. Во биографијата на Емилија пишува дека таа била во 70 држави, по твојата биографија пишува дека во 60, ти си малку поскромно, си намалил малку, иако од прилика тука се 70 држави. Сакам да прашам, знам дека не можеш, кога ќе дојдете овде, секаде да отидеш, сигурно немаше време овој пат да отидеш во прострање во Велмевци, ама знам дека беше во Битола и дека беше во Охрид. Да. Во Охрид беше, бидејќи си ти и писател и сликар, беше и на ликовната колонија учесник. Ајде малку за овој роден крај. Со кој дел од Македонија си најмногу врзан? Со прострање, со Велмевци, со Битола? Македонија е убава земја, мислам тоа нема потреба да се повторува, мислам дека секој го знае. Да. Да. И е убаво во било кој дел од Македонија да се биде. Во случајов од повеќе причини престојав претежно во Скопје, Битола. Во Битола престојувам најмногу заради моите најблиски. Да. Мајка ми, брат ми и други делови од фамилијата. Так. А во Охрид имаше ликовна колонија, таму престојувавме на недела. И за жал овој пат немав можност да да, не може човек да стигне. Инаку, како што реков, Македонија е прекрасна земја. И ако човек има време, би вредело да ја помине цела земја. Вие сте ретки, ти и твојата сопруга, ретки, има од поблиски држави што не доаѓаат. А вие од Австралија речи секоја година доаѓате, без исклучок буквално. Тоа говори дека навистина ја сакате Македонија. Но јас сакам малку да ве вратам во детството и да прашам. Кога Владо Јаневски ја забележа кај себе таа дарба за пишување? Дали ти ја забележа или некој од твоите членови од семејството или во училиште, обично наставниците, наставничките по македонски јазик тоа го забележуваат? Се сеќаваш ли кога беше тоа? Најмногу луѓе би одговориле дека имало некој континуитет, например, од семејството, татко, мајка се занимавале со тие работи. Јас сум веројатно во помалиот број на случаи каде што моите за жал или за нивна среќа, бидејќи можеби немале време за тоа, не се занимавале со такви работи. Јасно. Мајка ми и татко ми беа потекнало од работничко семејство.
И во текстилната индустрија беа и двајцата. Не се ни занимаваа ни со пишување, не читаа многу, не се занимаваа ни со сликање. А ти лично? Едноставно почнав самиот да ги откривам тие работи. Уште како мал се сеќавам, скоро залутав во некоја библиотека во Битола и едноставно се запознав таму со многу од тие книги на свој начин. Да. И друго што живо се сеќавам, во средно, например, имаше случај каде што на писмена работа по македонски, не знам како се случи, наставничката ни кажа пред писмената, ден пред тоа, на која тема ќе биде писмената. И јас до тогаш не се занимавав сериозно со пишувањето, си реков, кога ќе ни е дадена темата, ќе седнам можеби да се подготвам. Видите, не знам што да случи, почнав да пишувам и кога го напишав тоа си реков, па ово не е ни така лошо, напишав неколку страници. И сега се најдов пред проблем, бидејќи другиот ден беше писмената, и сега треба или да го запаметам тоа некако или не знам како. И го зедав со себе тоа што го пишував. Листовите. Го ставив под клупа. Да го препишеш. По време се подсетувам што сум како подсетив. Препишував од себе си. Да, јасно. Исто наставничка да во еден момент дошла до мене. Тука јас не сум забележал. Што правиш? И ми избрка од час. Ми пише единица. Леле, Владо. И така, на свој материјал добив единица. Не смееш и себе си да се препишуваш, а не други. И се замислив тогаш, баш кога бев надвор од класот, истерам со единица и седам надвор во дворот и размислувам за тие работи. И сватев дека интересно е тоа да се пишувам и тоа сепак можеби кога си на час тоа поинако треба да се прави. Да. И од тоа можеби може да се извлече некој заклучок за тоа како сум почнал да пишувам. Така. И тоа. Сега, следното прашање би било, бидејќи ти си се определил за технолошкиот факултет, значи пак еден факултет поразличен и малку подалеку од јазикот, од овие предмети што се изучуваат на филолошкиот факултет. Но, сепак, иако студент на технолошкиот факултет, ти забележуваш дека има конкурс во студентски збор, конкурираш и ги освојуваш највисоките награди. Тоа е факт. Значи, твојата дарба доаѓа до израз во прозата, посебно во расказот, и студентски збор не случајно ти објавува и твојата прва книга раскази. Како беше насловот? Нема враќање. Така, нема враќање. Сега јас се сетив, значи има враќање, се сетив на тој наслов и на таа книга. И потоа веќе Владо Јаневски сериозно запловува во писателските води и се редат бројни книги, награди, признани, слободно можам да кажам. Денеска си еден од најпознатите македонски писатели, јас наискрено ти честитам на тоа, бидејќи иако си во Австралија, објавуваш книги во најпрестижните издавачки куќи во Македонија, потврдуваш еден висок квалитет и во прозата, меѓутоа и во поезијата, а инаку во твојот животопис ти си срип цртач и сликар, значи се занимаваш и со ликовна уметност, но ти си и истражувач. Сега, сакам по ова најава за твоето започнување во литературата и занимавање со литературното творештво, сепак да кажам, 1989 година одите во Австралија. До тогаш, до одењето, само една објавена книга, во студентски збор. Да, и повеќе конкурси сум освоил. И повеќе награди на конкурси. Сега, моето прашање, одиш во Австралија и таму нормално започнуваш еден професионален живот, се вработуваш, дали истовремено со работата и таму продолжуваш да пишуваш? Дали имаш време, дали желба дека имаш, сигурно си има. Да почнеме со тоа дали човек има време. Кога сакаш нешто да направиш, добро. Ако имаш нешто креативно во себе, имаш нешто да кажеш, мислам дека секогаш ќе најдеш време. Да, не можеш да го воздржиш. Да. Мора да излезе. Ќе најдеш некој начин да излезе надвор, да го ставиш на хартија, да речеме. Така. А особено денес со оваа технологија што се вели нема ни потреба да имаш специјално место, некоја работна соба да работиш. Да, денес се пишува секаде, се пишува и на клупа и на автобуска постојка. Додека чекаш со автобус, можеш да чекална телефон на аеродром, секаде се пишува. Фактички и тоа е случајот со мене денес, бидејќи често пати патуваме, те чекаш на некој аеродром, те си во некој хотел, те чекаш во некој музеј, нешто за X причини, некои работи.
И едноставно седнуваш дали на таблетката, дали на мобилниот, едноставно пишуваш и си поврзан цело време. Твојата работна соба е со тебе цело време. Ајде сега да се вратам на прашањето, тоа што го прави во Македонија, иако не бев близок до книжевноста по факултет, бидејќи завршив технолошки, меѓутоа се занимавав со пишување и понатаму. Да, ама и контактираше со новинари, со писатели, ние се знаеме уште од тогаш. И истото важи и, например, за ликовната уметност. Јас бев на раскрсница, например, кога отидов во Скопје да студирам. Добро. Сакав да се запишам на ликовна академија, размислував и на книжевност да се запишам, на филолошки факултет. Меѓутоа имаше некој мало човече во мојата глава кој што се прашуваше што би правил после тоа, например, со таа диплома. Например, ако бев на ликовна академија, кои се можностите за вработување. Ќе црташе на улица портрети. И може би заради тоа се одлучив да се запишам на нешто попрактично, да речеме, на технолошки факултет. И тоа се покажа дека е добар правец, например, кога решивме да заминеме за Австралија, бидејќи квалификациите од тој факултет се признава во Австралија. Така да имаше некој бодовен систем за да добиеш виза во Австралија. Не бара до полагање нешто, не. Не, мене ми се признаа квалификациите, имаше некој систем до 100 бодови или не знам како беше, имаше други работи што се бара и заедно со сопругата ги исполнивме сите тие критериуми и отидовме. Одлично. Сега, во твојата биографија ќе се вратиме после и на сликарството, и на стрипот, и на творештвото, меѓутоа во твојата биографија има еден дел, ова биографија што има на Википедија, на интернет, секој може да ја најде, еден дел каде што пишува: во Австралија Владо Јаневски се занимава како минато, со истражување и развој на полето на технологијата, не е случајно тоа си завршил, тоа си дипломирал, и бил дел од истражувачки тимови на познати светски компании. Да. И сега ја да не сгрешам, British Petroleum Company и други, за кои што ти нешто повеќе ќе ни кажеш, каде го дал својот придонес, формулирајќи голем број на производи за индустријата. Ај ова малку да ни го објасниш. Што Владо Јаневски направи во Австралија? Тоа беше брендови или што? Да, интересно време беше. Добро. Бидејќи ми се признава квалификациите тука од Македонија во Австралија. Отидовме таму и се обидуваш да се вработиш по струката. Мал проблем беше тоа што кога отидеш на конкурс за работно место по струката, ти бараат локално искуство. Да. И јас одам таму, немам ни шанси да имам локално искуство. Меѓутоа решив после извесно време гледаш дека не можеш со главата во зид да удираш. Да. Треба да почнеш од некаде и почнав од пониска позиција. Ми дадоа шанса и за кратко време се вратив каде што е моето работно место во компанијата каде што се вработив. И се случи да работам во лабораторија, каде што се работеше за истражување и развој, например формулираме производи за индустријата, например, во првиот случај беше формулиравме на различни детергенти за тамошната индустрија. И беше интересно за тоа што видови детергенти, марки фактички. Беше интересно за тоа што се работеше за проекти и најчесто например ти дадат проект, ова е твојот буџет, ова е твојот проект и ова е производ што треба да го едноставно да направиш производ подобар од него. Ова е производ на пазарот противничката конкурентскиот. Да. И ти треба да направиш нешто подобро. Со подобри карактеристики. Да, и ти го тестираш тој производ, заклучуваш кои се јаките страни тој производ и на основа на тоа и на основа на буџетот што го имаш например, се обидуваш да бидеш во буџетот, да не излезеш од буџетот. Да. Го правиш тој производ и дава ти време колку би требало тоа до кое време се заврши, го завршуваш тоа, мислиш дека си направил нешто што одговара на овој конкурентскиот производ, по можност подобро од тоа. Да. И едноставно се поврзуваш со маркетинг тимот што е таму и се тестира производ кај постоечки муштери, прво се тестира како тест производ и ако се задоволен сите тие работи се оди во пилот производство например на тој производ и се оди понатаму и ако се потврди производот дека е добро, оди на пазар. Отприлика тоа беше во глобала, например, со што се занимавав. Добро, ти си бил во престижни фирми, да те подсетам. British Petroleum Company, АЛС, Castrol, тоа се сепак познати брендови. Во British Petroleum, кога бев, се занимававме и таму прво почнав, им требаше таков човек за формулирање, бидејќи имаат огромна палета на производи, имаат и детергенти, почнав со тоа.
потоа се префрлив на автомобилски масла и масти што има за помачкање на автомобили. Треба да формулираш производи што одговараат за најразлични видови автомобили и се тоа оди со тестирање и се вклучуваш пак со маркетинг тим, некој одиш на места каде што се тестираат тие производи, се организира тоа, па мислам значи, македонското знаење профункционира во Австралија. Тоа сега ме кажам, да не го заборавам. Ја завршив технолошки факултет во Скопје и си ставив дипломата во џеб. Добре. Се призна дипломата таму. Добре. Станав член на Друштвото на инженери во Австралија. Меѓутоа, кога одиш да бараш работа таму и во тоа време во Македонија не се практикуваше тоа, меѓутоа сега гледам дека горе-долу на сличен начин се добива работно место, има конкурс да речеме за работа, се пријавуваат не знам колку кандидати, има интервјуа после тоа, селектираат помал број на луѓе и ги испрашуваат за различни теми. CV-ја и после интервјуа. Завршив на таков конкурс, например, се пријавив, имаше помал број на луѓе кои што беа селектирани и ти постува најразлични прашања од областа, да речеме. Меѓутоа никој не ми ја побара дипломата. Да рече, покажи ми ја дипломата што си направил. Мислам, ти кога конкурираш, ја доставуваш и дипломата, ама конкретно некој да ти рече да ја видиме дипломата. Значи ги интересираш ти, а не хартијата. Цело време дипломата. Личноста. Дипломата цело време ми стоеше во гаража. И сега дури не знам ни точно каде. Владо ме потсети, тоа би значило дека некоја студентка што многу бубала, многу учела, би рекла, видете ми дипломата, имам 10, а ти викат не интересираат десетките на хартија, да видиме што ти лично, конкретно, како размислуваш, како расудуваш, што знаеш. И само ќе додадам, разчекој ми теоријата и практиката. Ќе додадам тоа што, например, си завршил нешто и имаш диплома за тоа, не значи ништо. Не така. Бидејќи скоро за било која работа каде што конкурираш, се работи за нешто скроз ново. Да. И ти не можеш со таа диплома, нема абстракција. Мора постојано да се надоградуваш, да се усовршуваш на своја рака, да сознаваш кои се најнови работи во индустријата и воопшто, например, некои други новитети. И кога одиш на тоа интервју, ти поставаат конкретни прашања за некои конкретни проблеми, каде што тоа не се учи например на факултет. Или ако се уште држиш до таа диплома, може би после деценија, тоа е тотално застарено. Да. И безвредно, например, таа диплома веќе ништо не вреди после неколку години. Парче хартија. Да, буквално е парче хартија. Значи мора цело време да учиш и да се надоградуваш и да бидеш конкретен. Фактички дипломата стануваш ти. Личноста, човек. Мислам, тоа си ти, имаш интервју, одиш на интервју и што ќе кажеш ти, тоа е. Потоа ти дават проблем некој на работа, например, од почеток да го работиш тоа. И ако го решиш тоа, ти отвара нова врата. Никогаш не доаѓа, например, во прашање дали имаш ти диплома за ова или за она. Така. Сега, убаво за ова што поразговаравме, да се вратиме пак на нашите културно-уметнички води. Реков дека најголемиот дел од ова интервју, овој разговор со тебе ќе биде за литературата. Но, да не подзаборавиме, малку да поразговараме сега и за тој другиот дел, другиот сегмент, бидејќи во тебе, покрај тоа што има писател, има и ликовен творец. Ајде, во врска со тоа некој збор, од кога почна да црташ, да сликаш? Дали тоа го правеше уште како ученик во основно, или подоцна во средно, или како студент? Се сеќаваш ли кои беа твоите први цртежи, па може би награди, пофалби, признанија? Јас, ако се анализирам себе си и ако се споредувам, например, со децата што беа наоколу и ова што гледам што се деца денес, во таа средина, ставам во таа средина во која што израснував, би се веројатно дефинирал како чудно дете. Мислам дека не бе воопшто чуден, меѓутоа за таа средина бев чудно дете. Поразлична, необична, така. Се сеќавам кога ќе ни дојдеа луѓе нагости, и сега ни мајка ми, ни татко ми се занимаваат со уметност, нити тие што дошле нагости се занимаваат со уметност, ќе си седнат луѓе, ќе разговараат. Што ти ги црташ? Што разговараат? Јас ќе се приберам со некој столче од некаде, ќе земам парче хартија и ќе правам портрети некој. И правиш кроки. И луѓето нити забележува што правам, туку повремено кога ќе се заврти, што правиш ти таму? Што прави детето? Така, на тој начин почнав да се занимавам со цртање, потоа
пак ќе кажам, сум заутал во некоја библиотека, гледам некои дела од разни сликари во книги, каталози, како илустрации и почнуваш постепено да се изградуваш, ама претежно било тоа на своја рака сум ги правил тие работи. Добро, меѓутоа пред малку ти кажа, една многу битна работа, дека дури си бил и во дилема дали да се запишеш на технолошки, дали на книжевност или на ликовна академија. Значи, сепак си сакал да бидеш ликовен творец и еве си, ти денеска тоа го правиш. Сега, ај малку за таа определба за стриповите. Ти имаш секојдневно, не секојдневно, се извинувам, еднаш неделно, излегува твој стрип во додатокот Колибри во Нова Македонија, Палавковци. Палавковците Владко и Емче, значи за тебе твојата сопруга, вие сте ликовите. Го сакаш стрипот, уште од дете? Сакаше стрипови или? Да, се разбира. И тоа беше едно од тие работи на кои што пак случајно налетав, бидејќи тоаш повеќе се читаа стрипови и ја имав таа среќна можност да позајмувам стрипови, бидејќи не сите ги купувавме стриповите на време, ќе купеше некој, па потоа сите ќе го позајмуваа стрипот да го прочитаат. Да. Така се правеше. Многу се читаа стрипови. Точно. Така да сум се запознал уште од рана возраст со стрипови и едноставно си фасциниран од тоа да се раскаже приказани сликички. Да. И понатаму размислуваш тоа и сам нешто да направиш. И полесно е да се чита текст преку сликички. Некако интересно, шеташ низ текстот. И предизвик. И попрегледно е. Да. Тоа што го читаш и го гледаш, прикажано. И некој да се вратам само на брзина на ликовната академија, како што веќе реков, си помисли дека што би правил, например, со таа диплома. Сепак ти треба некоја стабилна работа, ти требаат некои средства каде што сигурно ќе се издржуваш. Меѓутоа, забележуваш дека имаш нешто во себе што сакаш да го кажеш, да го насликаш и нешто, меѓутоа никој не те спречува да го направиш тоа, не ти треба диплома за да го направиш. Можеш да го направиш. Така да и денес тоа го правам без да се осеќам дека сум на некој начин во поинаква ситуација затоа што немам диплома. Имам нешто да кажем и тоа го кажувам. И добро, ама ти си имал изложби и во Австралија и уште нешто што е многу битно. Ти имаш објавено, значи публикувано повеќе графички новели. Мислам дека допрва тоа ќе дојде и кај нас овде во Македонија ќе се случи. Графички романи, графички новели. За жал сега многу малку има, многу символично, многу би рекол инцидентно се појавуваат само. Колку имаш графички новели? 5 или 6 беа? Мислам дека се околу 5. 5, така. Не се опечатена форма, тие се на Амазон достапни, се во електронска форма. Размислував барам една да преведам македонски, меѓутоа е работа на едноставно контактирање некоја тукашна издавачка куќа и да го предизвикаш нивниот интерес за тоа. Да. И не знам, тие веројатно подобро знаат каква е ситуацијата на пазарот тука за такви новели. Па се уште повеќе се зборува од колку што се прави, од колку што се практикува. Дури еве да кажам во емисија, син ми многу сака графички романи, графички изданија, графички новели, па вика, тато, дај да објавиме еден графички роман и слично. Но, се уште немаме сигурност за пласманот. Значи, треба се направи едно истражување. Кога ќе созре тој миг, ќе се случи и тоа. Но, сепак, ние одиме по некои попроверени, по сигурни стапки, а тоа е напиши поезија или проза и тоа вкоричи го објавил како книга. Јас само на брзина би довол тука за ситуацијава во Македонија која станува збор за графички новели. Размислува за тоа и можеби затоа онака на мала врата решив, бидејќи и тоа е на некој начин графичка новела во Палавковците Владко и Емче, бидејќи се работи за стрип, кој што е, например, самата книга е како вид на графичка новела за Владко и Емче, например, нивните случки од секојдневниот живот, зависи како ја гледаш, тоа може да се гледа и како стрип книга, и како сликовница, и како графичка новела, меѓутоа за некоја повеќе за деца. За најмала возраст. Тоа е добра идеја и мислам дека може да се соберат на крајот сите тие стрипчиња, да речем, стрипови и да се објават во книга. Интересно е дека ти пишуваш
и проза и поезија, но пишуваш и на македонски и на англиски јазик. И се разбира, преведуваш од англиски. Лично знам дека имаш доста дела напишано на македонски. Бројот на книги што ги имаш напишано, создадено на англиски јазик, е символичен или? Кога се работи за книги што сум ги напишал на англиски јазик, се мисли на тие графички новели. Така. Тие се на англиски сите. Добро. Значи не е тоа поезија, проза, туку графички. Сега уште едно прашање. Значи добро, ти во странство размислуваш на македонски, пишуваш на македонски. Јас сепак би ги наброил, иако имаш повеќе дела, романите за возрастни твои, Смртта не е крај, Мртвите знаат најдобро, Чудо за Даголот, Под друга капа, Мадеин Јабана, тоа се романите, ама го имаме и твојот најнов роман, кој го уби Едгар Алан По. Токму вечерва ќе биде промоцијата на оваа книга, издание на издавачката куќа Или, еве вака за гледачите ќе ја покажам, и ќе кажам еден обемен роман, да не ги плашам гледачите, некаде 500 страници. 465, така нешто. Зошто го кажувам? Навистина, едно сериозно дело, поттикот, инспирацијата ти бил Едгар Алан По. Романот е насловен, се вика Кој губи Едгар Алан По, и илустрациите на Гавранот и Корицата се твое дело, се твои. Значи, во книгата на многу страници, на многу места, ќе се појави таа црна... на секоја глава. На почетокот од секоја глава ќе се појави таа црна птица, Гавранот. Тоа се романите за возрасти. Тука имаш голем успех, голем резултат. Дури и анонимно учествуваш на конкурс и си победник, ја добиеш наградата Пегас. Иако си Австралија, ништо не пречи. Понатаму, раскази за возрастни. Тоа е книгата за која што веќе говоревме, нема враќање. Тоа е збирка наградувани раскази. Тоа се раскази издани на студентски збор, ама и наградувани раскази главно во весникот студентски збор. И во Нова Македонија. И во Нова Македонија, заедно, значи и тоа и тоа. Понатаму, книги за деца. Палавковците Владко Јемче, илустрирана книга, Луѓето и змејовите, Детелинки Белинки. Тоа е дел во таа, има мои бајки во таа книга. Да. Читам га. Зборници и антологии. Те има во книгата Културен печат, интервјуа и разговори, во современи кратки книжевни форми, издание на Институтот Инаку, Песни за Скопје, издание на издавачката куќа Феникс, современи авторски бајки, исто така издание на издавачката куќа Феникс, но те има и во зборникот Собирање, песни од 21-иот Светски поетски конгрес во Сиднеј, зборник со љубовна поезија Коти на копнежи и страст, исто така објавена во Сиднеј 2003 година. Те има и во зборникот поезија Поетски и селенички меридијани и во антологијата Македонска поезија во Австралија. Ти си, кажав предмалку, и наградуван автор. Наградата Скрипт Фест ја добиваш за најдобро сценарио за долгометражен игран филм на Меѓународниот фестивал на филмски сценарии, Скрипт Фест. За сценариото Под друга капа. Ја добиваш наградата Пегас за најдобар необјавен роман на годината во Македонија во 2022 година за романот Мртвите знаат најдобро. Добиваш награда за краток расказ, и тоа повеќе пати, конкурс распишан од редакцијата на Весникот студентски збор, но добиваш награди и на конкурсот за расказ на редакцијата на Весникот Нова Македонија. Но
Исто така, повеќе пати си наградуван и на конкурсите за краток расказ Електролит на Темплум, каде што конкурираш, односно учествуваш под псевдоними. И тогаш е најдобро, не знаат кој пат ќе ти дадат и повисока награда. Мислам, тоа е карактеристично за мене. Јас скоро секаде каде што учествувам анонимно, така да. Да. Обично велат наградите се местат, ама кога е под шифра, тогаш знаат дека не е нивни близок. Тоа е една од причините зашто анонимно учествува. Да, тогаш преовладува квалитетот. Едноставно тогаш се чита творбата, а не се гледа името и презимето на најдрага награда ми беше оваа награда Пегас во 2020 година, каде што пак учествував анонимно и во романот се работеше за нешто што се случува во Јапонија, се со јапонски ликови и се потпишав како јапонски автор. И тие мислеа дека е некој навистина јапонски дека е јапонец. Добро. Сега, и ти извоем само уште две награди. Двете награди се за бајки. Награда за бајката Змејови и луѓе на конкурсот за современи бајки од Македонија и награда за бајката Папагалот и кучето на конкурсот современи бајки од Македонија. Зошто ова сето го прочитав и го кажав? Значи, пишуваш романи, пишуваш раскази, но пишуваш и поезија. Ама, пишуваш и филмски сценарија, што е исто тежок занает, ама ти си успешен и во тоа, и пишуваш бајки. Бајката, добро, таа е блиска до расказот, блиска е до прозата. Како раскажување, како нарација. Владо, каде се чувствуваш најсигурно? Во прозата? Како раскажувач? Најсигурно се чувствувам кога размислувам на разни теми. Едноставно кога влезеш во тој процес на размислување. И сега тоа е како некоја раскрсница, не знаеш дали тоа ќе се преточи во нешто прозно, нешто поетско или нешто ликовно. Така да таму се чувствувам најсигурен пред да почнам да одам во некој правец на таа раскрсница. На таа раскрсница си буквално некој што нешто има во глава, се уште нема некои зборови конкретни за тоа или некои слики или не знам што, меѓутоа знаеш дека нешто има и наскоро тоа ќе се преточи дали во некој збор, во некоја песна, во некој расказ, роман или нешто ќе насликаш. Најважно е да имаш нешто во себе, да имаш нешто да кажеш, нешто да те тера да го направиш тоа. И потоа е полесно и едноставно одиш во правецот каде што те води тоа, дали тоа ќе се претвори на пример во некој збор. И не секогаш е едноставно, на пример, ти имаш нешто во глава и понекогаш го чувствуваш како скоро нешто конкретно, меѓутоа треба да ги најдеш вистинските зборови за тоа. И се плашиш дека нема да го доловиш тоа како што мислиш дека треба да биде и затоа треба да седнеш понекогаш, да го напишеш тоа, па го прочиташ, па не си задоволен со тоа, па пиши и на крајот ќе завршиш со нешто што мислиш дека горе-долу е приближно со тоа што првично ти било во глава. Слично и со сликањето. Почнеш да сликаш нешто и треба да внимаваш да не паднеш во таа замка, например. Треба да знаеш кога да престанеш, кога сликаш нешто на платно. Ти можеш да сликаш и на крајот. Тоа е најбитно да не ја расипеш сликата. Да знаеш кога да прекинеш. Ама и во пишувањето исто. Потполно истото. Истото. Ти можеш да се распишеш и да го удавиш тоа што се сака да го кажеш. Исто со сликањето. Да го расипеш. Треба да знаеш каде да застанеш. Така е. И кога ќе го откриеш тој момент, си видиш тука е тоа, сум го доволил тоа и тоа е. Или убавина, например, со сликањето. Со пишувањето можеби не можеш да го направиш тоа, меѓутоа со сликањето ти работиш нешто на платно и мислиш можеби тоа е тоа, тука сум стигнал до тоа што сакам да го направам и предноста на сликањето е ќе го завртиш платното на другата страна, можеби наопаку некој си направил писаж, портрет, било што нешто апстрактно, ќе го завртиш наопаку да стои. Гледаш нова слика. И ти кажува веднаш тоа, кога го завртиш и сам си изненаден од постигнатиот резултат. И тогаш можеш да видиш некои работи дали ти фалат или не ти фалат. Просто ќе те удри тоа. И ќе видиш дека или си го завршил тоа, или има уште нешто, или можеби си промашил нешто, дури кога ќе го завртиш тоа наопаку што се велеа, кога пишуваш, сега не можеш да го завртиш наопаку. Има други некои начини, можеби. Кога пишуваш, например, си напишал нешто и се оддалечуваш од тоа,
правиш нешто сосема десетто, во мојот случај сум му кажал тој друг пат, и некои луѓе ми се смеат за тоа, си ги четкам забите, например, или можеби се туширам, и наеднаш не размислуваш нешто за тоа што си го напишал, туку нешто во паметот ти доаѓа. Интервала луцида. Да, и си веш, вака и вака идеја. треба да е поврзано. Тие ликови што направиле треба и вака да бидат на крајот, можеби таков завршеток треба. И на пример овој крај што бил во тоа што сум го напишал треба да се префрли напред да отиде, да ги поврзиш поинаку работите. Да. Обично во такви ситуации тоа ти доаѓа на памет кога си далеко од тоа што си го пишувал. Апсолутно. Така да и тоа си има некои тајни. И не само тоа. Ти рече пред малку кога сум во купатило. Затоа што во купатило си најсам. Си самиот, изолиран, да. И во тој миг... Друг свет, да. Ти си во друг свет. Точно. Тука нема окружување. Да. Нема членови од семејството, нема друг... Ти си буквално најсам таму. Да. Но, обично се вели дека писателот ги бира темите, мотивите, да. А всушност темите, мотивите, идеите често го бираат писателот. Точно. И сега ти поминуваш преку улицата, да. Или преку паркингот и гледаш некоја ситуација и буквално велиш, ај побрзо да го запишам ова, зашто ќе го заборавам подоцна. Значи, тој миг тебе те пронашол. Да. И нормално, ти си учесник, си го пронашол тој миг. Но, како и да е, насладата, задоволството се големи, да. И при пишувањето, и при сликањето. Посебно, кога сликаш, задоволството е уште поголемо, бидејќи творбата има и практична и употребна вредност. Да. Значи, одма некој може да ја земи, да ја врами, да ја стави на зид, за разлика од песната или расказот кој што не може да ги ставиш на зид и не може некој да ги гледа и да рече овие се дел од интериерот или од декорацијата во станот или во работната организација. Но како и да е, авторот тоа што го создава пред се поради себе си. Како еден вид задоволство, празнење, но и терапија. Да. И мислам дека ти пред малку многу убаво кажа, јас почнувам нешто да создам, да креирам, а не знам каде ќе ме води тој процес, таа постапка. Дали од тоа ќе произлезе расказ, или ќе произлезе подоцна и роман, или дали ќе биде само песна, или ќе биде и поема. Так. Мислам дека убаво тоа го објасни. Сега, сакам нешто битно да те прашам. А тоа е следното. Ти создаде и читатели. Јас знам, во Македонија и читатели, и критичари, кои што многу сериозно го спомнуваат сега твоето име. Кога треба да набројат кои се современи добри писатели, тие ќе кажат тие, ама ќе го спомнат и твоето име, што е голема работа. Но и читатели. Ти овде имаш и читатели. Каква е таа средба со критичарите, ајде и со нив е убаво некој да те пофали нешто ти каже, но со читателите. Кога некој е прочитал твојата книга и која сака да те увери дека е прочитал, па ти вели овој дел ти беше добар, посебно ми се допадна таа книга или почетокот или крајот или средината и слично. Јас мислам дека пишуваме и создаваме поради читателите и љубителите на уметност, гледачите. Јас на еден начин сум хендикепиран, бејќи живеам во Австралија, меѓутоа се обидувам да бидам присутен тука преку тоа што го пишувам во Македонија. И на социјалните мрежи. Да, ти пишува. За среќа со оваа технологија денес на социјалните мрежи сме постојано поврзани. Да, е така. И тоа некако живее. И кога доаѓа збор за читателите, сум пропуштил многу промоции за жал, бејќи се случувале во Македонија тие работи. Јас сум бил во Австралија, меѓутоа имав можност сепак да уловам една промоција минатата година, преку Ашламина се организираше промоција за сите романи што ми беа објавени таму, така да имав средба и со читателите тогаш, ми беше пријатно тоа. И беше пријатно кога се запознат со тие луѓе што ги читаат тие дела. И исто е пријатно, например, кога ќе сретнеш некој човек ти придеш да му потпишеш некоја книга. Баш најнов пример беше сега кога беше ликовната колонија во Охрид, се сретнав таму со некои драги луѓе, каде што ми беше побарано да им напишам посвета за оваа книгата
луѓето измајовите и со оваа книгата мртвите знаат најдобро. Да. И мислам ти е драго кога забележиш дека некои луѓе сепак ги читаат тие книги и пријатно е тоа чувство. И уште еден детал, а битен да кажем. Порано кога немаше интернет, ние можевме авторите само да ги замислуваме. Мене лично ми се има случајно при средбата во Нови Сад, писателот Раша Попов ми рече Христо, ме представија, Христо Петрески. То не е можно, вика. Јас мислев дека е тоа стар човек. Зашто тој видел дека многу пишувам, објавувам и слично. Викам не, ама и мене ми се случило често. За некој да мислам дека е така, ќе си создам представа за авторот, дека е низок и дебел, а одеднаш кога ќе го сретнам, тенок и висок, или обратно. Но сега преку интернетот можат да речат, чекај да го видам јас овој автор, па и дури да комуницира. Да. Ние порано го немавме тоа. Владо, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, навистина ми беше драго што еве уловив, иако вечер ти имаш промоција, ама најдовме термин, најдовме мигови за средба и за разговор и ми е драго што ја направивме оваа емисија. Сега ќе те замолам на ова парче бела хартија, ние го викаме отворена книга, свиток, со една од овие три бои, значи да си одбереш дали сината, или црната, или црвената, со сината. Горе да го напишеш твоето име и презиме, значи Владо Јаневски во тој дел, долу датумот. Ајде, почни, па ќе одиме едно по едно, може и со покрупни букви. Инаку за гледачите, заека Владо пишува, да кажам дека Владо, заедно со неговата сопруга Емилија, се многу активни и кога ќе дојдат кај нас од Македонија, 10.6.2024 година е денешниот датум, се мощне активни, учествуваат на манифестации книжевни, на промоции и слично. Овдека, на овој дел, треба да ни напишеш едно мото, една мисла, едно гесло, и тука ти ни се подпишеш. Значи нешто што... Јас ќе поземам тука од романот нешто што е. Можеш, слободно можеш. Ова го кажувам бидејќи добро е што доаѓаат секоја година кај нас, но не доаѓаат само туристички, туку доаѓаат и поради нивното творештво. Им се објавуваат дивни книги, добиваат награди и признанија, се среќаваат со блиските, се разбира, но и со нивните пријатели и читатели. И она што е најбитно, тие се вистински преносник, мост меѓу Македонија и Австралија. Значи, во овие две имиња, Владо Јаневски и Емилија Тодорова, ние имаме вистински пријатели и во Австралија. Тука е еден подпис твој, еден автограм, да речем. Добро, еве, само да прочитаме за гледачите. Судбината на сите на чело ни удира печат, таков е животот. Види вода? Малку е вишок тука. Тоа е малку вишок. Судбината на сите на чело ни удира, таков е животот печат. Да. Сега веќе појасно го разбравме. И со рака, сакам да ти честитам, само да продолжиш вака, неуморно како и досега, да работиш и да истражуваш и да истрајуваш и да се гледаме само за убави поводи и дај Боже и наредната година повторно да се сретнеме и тогаш да има и нови објави, нови книги, нови награди и признанија и нови животни и творечки, креативни искуства. Само на брзина да кажам, навистина сум почестен да учествувам во ова студио, на овој да бидам поканет на овој разговор и се надевам како што и самиот рече ќе се видиме до година. Да. Дај Боже. Благодарам.